Македонското овчарско куче Караман е признаено од страна на Светската кинолошка федерација со целосното негово име како што беше доставено од нас. Значи не е Караман овчарско куче, туку е Македонско овчарско куче Караман. Останавме конзистентни, останавме посветени, никогаш не се предадовме, дури и кога беше најтешко. Знаете, за поголемите држави е многу полесно, затоа што они кога ќе решат да прават раса, тука се приклучува и државата, се приклучува и војската. Една лепеза на фактори, ако сакате, кои што многу го олеснуваат самиот процес. Со чиста совест можам да кажам дека овој проект е буквално спроведен на грбот на 130 ентузијасти кои што со своји средства, љубов пред се, успеаат да стигнат до целта. Признавањето на Македонското овчарско куче Караман несомнено не е моја заслуга, туку е наша заслуга, на целиот клуб за Македонско овчарско куче Караман. Со цел да се зачува во Караманот во неговото прастаро издание со сите морфолошки карактеристики кои што несомнено кај ова куче ги има профилирано планината, затоа што ние не создадовме куче, него го презервиравме онакво какво што го има создадено планината. Така што дефинитивно тоа останува постулатна мисија на клубот. Особено нашата кинолошка генерација мора да биде свесна дека мора да останеме ригорозни и мораме да го заштитиме Караманот во неговото праиздание, онаков како што го затекнавме на македонските планини. Целиот мозаик, наречен Македонија, е составен од безброј мали камчиња кои што ја сочинуваат целата композиција. Еден, можам да кажам, не мал камен од таа композиција, несомнено е Македонското овчарско куче Караман. Така што ова представува во моментот жив споменик на се оноа што денеска сме ние, затоа што Македонското овчарско куче Караман е од една страна кротко, кон тие што се кротки, од друга страна е непоколебливо храбро, отпорно е, преживеало неколку милениуми и затоа кога ќе кажам дека е жив споменик на се она што сме ние, сум сигурен и дека не грешам. Раните почетоци за организирано одгледување на Македонското овчарско куче Караман датираат уште од 1998 година, минатиот век, во 20-тиот век, од група ентузијасти кои што токму во овој регион во кој што се наоѓаме сега ние, во Волковијата или на западот во Скопје, се организираат и ги симнуваат првите чистокрвни примероци од македонските планини. А тоа се случува се под водство и под идеја и иницијатива на браќата Владко и Маријан Костовски. За жал македонските села умираат и се попусти и попусти, а без села и без стока ова куче не би можело да преживее само, затоа што сепак зборуваме и покрај тоа што станува збор за една исконска и прастара раса, сепак разговараме за доместифицирано животно. Се покажа феноменални како миленици, многу се благородни со деца, како и према се што е помало, поситно, се поставуваат многу заштитнички,